Ниту на 54-та седница на Советот на општина Кочани не изостанаа забелешките и критиките во врска со изнесените податоци во извештајот за работењето на комуналното претпријатие Водовод за 9 месеци од оваа година, како и за прикажаните финансиски показатели во документот. Најголемо внимание советниците посветија токму на оваа точка, оценувајќи дека одлуките што биле донесувани влијаеле за негативните резултати, што можеле да се видат и во самиот извештај. Во извештаите можеме да забележиме дека по работни единици, дека работната единица геотерма, претпоставувам, според резултати што ги гледаме, значи неминовно ќе биде дека за прва година во која што комуналното јавно предпријатие ќе покаже загуба во оваа работна единица. Само да потсетам дека во изминатите години геотерма беше моторна или движечка сила на комуналното јавно предпријатие и остваруваше енормно високи приходи, од кои што беа покривани останатите трошоци на комуналното јавно предпријатие. Со покачувањето на цената на геотермалната вода се нанесе огромна штета не само на комуналното јавно предпријатие и денес да имаме загуба, туку генерално штета и на сите можни корисници, ако сакате инвеститори, па дури физички лица кои што би имале намера да користат дел од топлата вода. Точно е дека имаше корекција сега на цената, значи објективно да гледаме на тоа, меѓутоа сепак цената на геотермалната вода е премногу висока за да биде една предност која што би ја користеле сите останати. За паркинг просторот, значи за паркинг службата и минатиот пат реков дека она е служба која сама по себе си се финансира. Значи 1.509.084 е наплатените дневни карти од граѓаните се разбира, со тоа што на крајот прикажан е приход од 1.874.266 денари. На крајот, за да сето тоа заврши, кога ќе се стават платите и останатите трошоци, останува 312 денари, значи како ваша разлика во приходи и расходи. Тоа е служба која сама по себе се одржува и ништо повеќе. За разлика од некои служби, како што колегата Ѓорги ги спомена, значи ги јадат некои делови од другите, меѓутоа, значи, оваа служба сама по себе може да си продолжи да си работи. Колку чинеше самото воведување на системот за наплата преку СМС пораки, а колку вкупно до сега имате по овој основ остварено приход, односно колку граѓани имат од прилика наплатено со СМС порака, бидејќи ја до сега немам тако сознание дека некој воопшто има пуштено СМС порака да плати двојно поголема цена. Вообичаено, заеднички одговор на поставените прашања даде директорот на Водовод, кој рече дека ги прифаќа забелешките како добронамерни. При тоа објасни дека немало покачување на цената на геотермалната вода, туку се зголемил концесискиот надоместок. Освен тоа, имало и објективни причини за ниските приходи од пласменот на овој природен енергенс. Немам изработено фактура за месец октомври. Немаме изработено заради тоа што се поволни временските прилики и немаме потрошувачка на геотермална вода во месец октомври. Сега сме 15 ноември. За се поставува прашање ако продолжат ваквите температури за оваа година, дали воопшто ќе изработиме и фактура за месец ноември. Заради тоа што имаме поволни надворшни температури и нема потреба од користење на геотермалната вода. Еден од поранешните корисници на геотермална вода во меѓувреме добри и собствена концесија за експлоатација на геотермална вода од собствени бушотини и исто така беше една од причините за намалување на количините кои користеше од системот на геотерма. Трошоци за воведување на наплата преку СМС пораки немаше. Значи, само ако сметаме дека трошоци за водење на постапка за јавна набавка и регистрација во планот за јавна набавка, за жал ги немам со себе податоците за бројот на лицата кои ја користат ваквата можност да ја плаќат да го плаќат паркирањето преку испраќање на СМС пораки. Само ќе ви кажам дека се движи од 300 до 400 лица на месечно ниво. И за жал
најголем дел од корисниците се надвор од по регистарските таблици, ако заклучуваме се надвор од подрачјето на општина Кочани. Папазов рече дека за следната седница може да се обезбедат податоци за секој месец поодделно, колкава била искористеноста на системот за плаќање на паркирање преку СМС пораки. Други забелешки од советниците немаше, па на крајот извештајот за работењето на водовод со финансиските показатели за 9 месеци од оваа година беше усвоен.